Добре дојдовте во уште една епизода на Overtime with Teach на YouTube каналот BMG Network. Дечки, имавме пауза една недела, играа репрезентации, но ние снимавме интересни видеа надвор од Македонија. Што, како, зошто, ќе видите за многу брзо време. Спремаме топ видеа. Ајде да се замарам, да стартуваме со Фантази Премиер Лига. Минатото коло генерално беше едно од најслабите сезонава на фантази. Јас освоив малку, 55 бода, а пак бев над просекот кој што беше 46 бода. Најлош просек сезонава. Втора недела поред го одложувам ремонтот на екипата и вайл картата, веројатно ќе искористам следнава недела. Неделава ќе направам само една замена. Варди оди аут, на негово место Крис Вуд. Да, го продавам Варди, доаѓа Крис Вуд кој што од кого што очекувам бодови. Значи дава голови, има прилично лесен меч пред него и ќе го пробам. Да. Да видиме како стоиме на лигата на sportski.mk. Ете ги. 349 место. И пак не се откажувам од топ 5. Кои се најблиску до наградите? Еве ги. Браво. Има време, ќе ве стигнам. Ќе видиме. Добро, кои се моите топ 3 опции за овој викенд за трансфери? Одиме од трансфери. Прв избор. Чеки. Тотенхем. Ете го. Играч кој не вреди многу, а може да донесе многу бодови. Бренан Џонсон од Тотенхем. Во страшна форма е, на последните 7 надпревари даде 7 гола. Ако сакате да менувате во средниот ред, ова е најдобрата опција за вас. Одиме дале. Втори ефтин напаѓач кој може да ви донесе бодови, овој што јас го земав ова коло, Крис Вуд од Нотингем, 4 гола има сезонава до сега. Сите 4 гола на последните 5 надпревари. Сега игра со Кристал Палас, така да може да очекувам уште некој гол од него. И одиме малку со одбрана. Педро Поро. Дечки го имам од стартот на сезонава и Поро е најстандардниот до сега. Секое коло носи бодови. Сега има тежок меч со Вест Хем, ама не се сомневам дека ќе има пак одличен надпревар. Земете ги овие тројца, нема да се жалите. Барем еден од овие тројца. Најјакото викендов. Ливерпул, Челси. Дуел на лидерот и на четвртиот тим во Премиер Лигата после 7 надпревари. И дуел на две екипи кои се меѓу најефикасните сезонава во Англија. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе има голови. Челси изненадува. Позитивно. Мислев дека ќе има сезона како минатата. Катастрофална. Ама не, добри себе. Оној Палмер збесна. Звер. 7 надпревари, 6 гола, 5 асистенции. Никој не е подобар од него во Премиер Лигата. Мареска после изгледа дека ќе испадне добро решение за звездите на Челси. А Ливерпул, како Ливерпул, тепаа во тешките утакмици, а изгубија од Нотингем Форест. Ама имаат серија од 6 победи поред. Она што е најинтересно за овој дуел е следново. Ливерпул е непоразен на 9 средби поред против Челси, победувајќи го во 3 куп финалиња во овој период. И ќе остане непоразен и сега. Тепа Ливерпул. Одиме дале. Имаме два интересни надпревари во серија А. Прво, Јувентус Лацио. Јуве сезонава нема пораз, ама нема ни многу победи нешто. 3 победи, 4 нерешени. А добро играат, имаат интересен тим и може до титула. Лацио се мачи, ама има една победа повеќе од Јуве. И сите нивни надпревари се интересни. 25 голови на 7 надпревари, или во просек на нивните дуели сезонава паѓаат по 3,5 голови. Тоа се бара. Тоа е тоа. Дали ќе има голови тука? Па ќе има, бе. Втор меч од серија А. Рома Интер. Не дека навивам за Интер, ама ова ќе биде стварно интересно. Рома купуваше летово, трошеше пари, менуваше менаџери, ама се тоа некако нема ефект. Довбик газеше минатата сезона во Ла Лига, ама сега во серија А го нема нигде. Не може да мрдне. А Интер оди на скудето. Добро е што по поразот од Милан се враќа со 2 победи.
Ако тепаат сега, поразот се заборава. Не знам дали ќе тепаат, ама знам дека ќе има голови. Има и други интересни надпревари викендов, ама ова е најдоброто. Следете не на YouTube, следете на социјалните медиуми, Facebook и Instagram, а ние ви спремаме многу новитети на BMG Network. Доста е. Ај чао.